Три огромни афери ја тресат Македонија во само еден месец. Случајот Мафија 1, Мафија 2, како и случајот марихуана. Ова се афери од голем размер, објавени во краток период од само 30 дена. Дали ваквиот тренд на евентуална криминална вмешаност на власта ќе донесе пат на незиниот рейтинг? Аналитичарите велат, потребно е време на граѓаните да им легнат информациите. Но дел од експертите се децидни, ако нема вистинска разрешница според искуството, тоа ќе доведе до уште поголема негативна перцепција на граѓаните за борбата на власта против корупцијата. Сега имам некакви информации дека и блиски луѓе на високо позиционирани луѓе од власта исто така вклучени во дел од овие афери кои излева, на некој начин да се покаже дека власта има волја да се бори со криминалците, треба овие афери да се откријат до крај. Доколку изостане тоа, доколку остане само на објавување на некоја акција, без при тоа да има директна одговорност на структури кои што не се обични, не знам, службеници како што беа уапсени овие кои што беа вклучени во аферата со потоците од Новорад, тогаш мислам дека она перцепција за недостаток на борба или отсутство на борба со криминалот од страна власта само ќе се заси. Божиновски вели дека дузина скандали се објавени во јавноста последниве години, а со последните 3 само се заокружува негативното мислење на народот за како власта се бори против криминалот. Ние сме свесни дека имаше прво масовни ослободување на криминалци пред неколку години, односно затворените од затворите. Потоа се легализираше производството на марихуана, па после почна да излегуваат афери со камиони, нели, марихуана, кои што се произведени во Македонија, шерп, поврзување, не знам, со Косово и така натаму. Имавме она афера Рекет, каде што беа вмешани и на некој начин оние кои што најмногу требаше да го гонат криминалот. И овие последни афери кои што се во таа насока само на некој начин ја заокружуваат таа негативна перцепција во однос на борбата или отсуството на борба со криминалот. Дали власта и институциите навистина се борат со криминалот? Се поставува прашање, особено откако медиумите објавија низа на скандали поврзани со името на поранешниот генерален секретар на владата Рашковски, кој ако се сомничи за злоупотреба на службената положба, како и заедно со уште 3 лица го оштетиле буџетот за 11 милиони денари, тој доби само домашен притвор, а не ефективен. Инаку, случајот Мафија 1 е случај каде се обелоденети информации за издавање на над 200 пасоши на криминалци, некои од нив барани и преку Интерпол. Во случајот Мафија 2, со писмени докази е објавено дека во Македонија има над 20.000 дупли матични броеви. Случајот марихуана пак е акцијата која ја спроведе ДЕА, каде со дрога е фатен возачот на Трајче Злаев, братучет на премиерот.